Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Денес во Вашингтон македонски пратеници на трибина во Центарот Вудро Вилсон за Македонија и НАТО, а во Центарот за трансатлантски односи пак економски форум на земјите од Југоисточна Европа. За нив подготвуваме извештаи што ќе ги најдете на нашата интернет страница подоцна, но најпрво започнуваме со преглед на најновите вести. Представници од над 50 земји реафирмираа заложбата да ги намалат светските залихи на нуклеарно оружје. Американскиот председател Барак Обама на крајната сесија на дводневниот самит за нуклеарна безбедност во Сеул, Јужна Кореја, кажа дека меѓународната заедница мора да направи сериозни и издржани напори во тој поглед. Самитот го засени неодамнешната најава на Северна Кореја дека ќе лансира сателит на балистички проектил. Обама го појасни приватниот коментар за противракетната одбрана во разговорот со рускиот председател Дмитрий Медведев, што го даде не знаејќи дека микрофонот е вклучен. Тој му порача на Медведев дека со оглед на фактот дека ова е изборна година во САД би бил многу пофлексибилен по прашањето од како би бил избран. Подоцна изјави дека сегашната политичка клима не е во полза на чувствителните прашања за ракетната одбрана и контролата во вооружувањето. Врховниот суд расправа за законот за реформа на здравствената заштита, случај што би можел да има голем одраз на животот на американците. Централно прашање е одредбата на законот што налага речисисите да купат здравствено осигурување. Поддржувачите велат дека таа е неопходна за да се распредели трошокот за заштитата. Противниците тврдат дека тоа го прекршува уставот и индивидуалните слободи. Бројот на главно азиски земји во кои постои смртната казна опаднал, но таа во 2011 се извршувала со алармантна стапка, наведува Amnesty International во неновиот извештај. Само 10% од земјите во светот имаат ваква казна, но затоа само минатата година погубиле вкупно 676 лица. Со најголем број на извршени казни се Кина, Ирак, Иран, Северна Кореја, Саудиска Арабија, Сомалија, САД и Јемен, според представникот на Amnesty Хозе Луис Диас. Со увертира од македонско вино и класична музика во изведба на босански автори, регионот на Југоисточна Европа ги најави трговските потенцијали и заложбата за подобра иднина пред бројни пратеници, конгресмени, дипломати на свеченото отворање на дводневниот економски форум за регионот на Универзитетот Џонс Хопкинс, известува Јане Бојаджиевски. Да се надминат бројните политичко-административни пречки, а вниманието да се пренасочи на економскиот развој и привлекувањето странски инвестиции, е пораката на главниот говорник, демократската сенаторка од Њу Хемшир Џин Шахин, на отврањето на економскиот форум на земјите од Југоисточна Европа. Таа говореше за ревитализацијата на идејата, за целосна, слободна и демократски ориентирана Европа. Заедничка историја, но иднина. Нема алтернатива на иднината на регионот во Европската Унија. Европа не смее да го остави Балканот на страна, но најважно од се, смета Шахин, е дека целосната интеграција на регионот во Европа ќе се случи само доколку соработуваме. На прашање за безбедносната интеграција на Македонија во НАТО, без оглед на тоа што на престојниот самит во Чикаго, проширувањето по се чини нема да биде на агендата, сенаторката Шахин рече. Важно е Македонија и Грција да најдат решение за прашањето за името. Во меѓувреме, Македонија може да продолжи со напредокот во правец кон членството во НАТО и да се справи со неопходните прашања за членство во Европската Унија. Помошникот на генералниот секретар на НАТО за јавна дипломатија, поранешната хрватска амбасадорка во САД Колинда Грабар, укажа на промената на имиджот на регионот од место на конфликти во јадро на економска стабилност. Представници на Светската банка предупредија дека фискалната состојба на регионот е кршлива, иако економскиот растеж ги надминал очекувањата. Истакнаа дека во сферата на подобрување на бизнис климата најдобар напредок има Македонија, кој од 96-тото место во 2006 се искачи на 22-то во 2012. Економскиот успех ќе зависи од меѓусебната соработка и внатрешната кохезивност на регионот. Со оваа порака беше отворен дводневниот економски собир на Југоисточна Европа на Универзитетот Џонс Хопкинс во Вашингтон. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Во
Футуристичката драма Игри на глатта, базирана на најпродаваните романи на Сузан Колинс, сега е на големото платно и е најгледан филм во моментов во САД. Следи негов осврт. Primrose Everdeen. Prim! I volunteer! I volunteer as tribute! Во Северна Америка од иднината, еднаш годишно од секој осиромашен регион се избираат по едно момче и девојче да се борат до смрт со врсниците на игрите во главниот град на нацијата Панем. Катнис Евердин се пријавува како доброволка, за да ја спаси својата помала сестра на која првично паднал изборот таа година. Заедно со Пита, момчето избрано на лотаријата на смртта, заминуваат за декадентниот главен град за да се подготват за крвавите игри. Дженифер Лоренс, која ја толкува Катнис, вели дека филмот, исто како и романот на Сузан Колинс по кој е работен, задира во идејата за политичка контрола преку медиумите. Не знаеме што ќе се случи во иднината, но ако погледнете што се случува во реалните ТВ шоуа и како историјата се повторува, всушност е неверојатно релевантен. 9, 8, 7, 6. Каква и да е неговата порака, влезниците за филмот се распродадени во 2000 киносали ширум САД. Сдруженијето на филмската индустрија ја брани одлуката да го означи филмот PG-13, што значи дека може да го гледаат деца под 13 годишна возраст, но со родителска контрола. Вели филмот не изобилува со насилство, но може да биде тешок за помалите деца. Веќе се говори дека Игри на глатта и евентуалните предложенија може да ја заменат, па дури и надминат серијата филмови Хари Потер. А во наредната емисија рециклираното како уметност брачен пар од сојузната држава Мериленд вади убавина од стари компјутери. За ова утре во Newsflash. Естетиката на технолошкиот отпадок. Нов живот за расипаните компјутерски кола. Гледајте во наредната емисија на Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com или побарајте не на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имате пријатна вечер и видајте не утре.